Најмалку 10 позитивни на COVID-19 во Институтот за физикална медицина и рехабилитација во Козле. Една од заболените која сакаше да остане анонимна се јави во редакцијата на Алфа и потврди дека денеска им стигнале резултатите од Институтот за јавно здравје. Тестирани биле 50 на вработени и пациенти, а кај 10 се потврдило присуството на вирусот. Неофицијално се работи за 8 вработени и 2 пациенти. Од нив еден бил доктор, другите медицински сестри и физиотерапевти. Едниот од пациентите бил повозрасен маж на над 70 годишна возраст, вториот пак маж во средни години. Информацијата за Алфа ја потврди и ќерката на тетовецот кој пред 4 дена беше диагностициран со COVID-19, а лежеше во заводот во Козле. Вели едниот од позитивните пациенти лежал во истата соба со таткој. Едниот од заболените со татка ми соба што бил. Понеделникот може 6 часа бев во Козле, само болничар еден носеше маски на раквите на него. Ниту лекарите со кои што разговарав, 3 докторки се тоа, никој немаше на себе маска ни на раквите, ниту од пациентите што доаѓа за терапија секојдневна. Денеска заводот работи вообичаено. Алфа беше во кругот на болницата. Вработените се вознемирени од најновите вести дека нивни колеги се позитивни на болеста. Денеска во кругот на Институтот за физикална медицина и рехабилитација се забележува поголема раздвиженост. Пациентите кои се лекуваат тука денеска се испуштаат на домашно лекување, а нивните најблиски доаѓаат да си ги земат дома. Во моментов во заводот имало над 30 на пациенти. Неофицијално менаџментот на болницата на вработените им најавил дека институтот ќе продолжи со работа. Оти немале дозвола од надлежните да затворат. Сомнежот дека во оваа болница има заразени со COVID-19 се отвори откако пред 4 дена пациент од Тетово кој таму бил хоспитализиран од 9 до 23 март. Со симптоми на вирусот бил пуштен на домашно лекување, а по инсистирање на семејството бил тестиран. Тој сега е на инфективната клиника. Неговата сопруга и ќерка пак од утрово не се чувствувале добро. Од ноќеска јас и мајка ми имаме симптоми. И утрово ни се земени дополнителни брисеви, затоа што на првичните негативни бевме. Инаку надлежните изминатите денови потенцираа дека ако се утврди оти во болницата имало заразени со COVID-19, таму ќе работела само амбулантата.